Програми наменети за целата публика. И како што веќе е познато, 10 часот време е за магазин, веднаш по утринската програма на телевизија Сител. Ве канам на убава дружба со двајца гости овој пат, режисерката Маја Ѓурчевска и актерот Даниел Гочевски. Зборуваме за освоената награда за најдобра главна машка улога на ДАВ, за представата Драги уметници, за театарот Чекори, како и за се она што се случува во представата со комична содржина, а криминален крај. За сето ова во продолжение ве канам да останете на Сител. Добре ни дојдовте, се надевам дека ќе ви пренесеме добро расположение од студиото на магазин преку малите екрани и секако одиме во живо на Facebook страницата Шоу Магазин. Добре ни дојдовте, Даниел и Маја, како сте ова утро, дали рано станувате или ви треба повеќе време за сите оние обврски да започнат? Добре ве најдов. Рано стануваме, ама со превоз не се снаоѓаме добро, па. Така, има некои гужви во градот, метеж во сообраќајот? Ете така, да. И патуваме со ЈС, па и тоа. Драго ми е што сте мои гости ова утро. Пред се честитки за усвоената награда за главна машка улога на Драмскиот аматерски фестивал, така што се одржа во Кочан, инаку е 60-тото издание. Да. Поред, долга традиција има во Кочани. Долга традиција, стварно долга традиција, значи веќе знаеш што прават. Да. Познато е и стварно беше чест да се учествува на еден таков фестивал и да се добие награда уште повеќе. Како беше чувството? Дали очекуваше можеби однапред, имаше такви сознанија дека ќе ти припадне токму тебе или се случува како едно убаво изненадување во моментот? Па не ги гледавме, немавме време да ги гледаме другите конкуренти наши какви се, па да одредиме нешто, некој дали е добар. Само знаевме дека настапивме најдобро што можевме, се спремавме стварно долго и едноставно заслужено ни беше наградата. Така, во секој случај беше убаво изненадување. Маја, како беше твоето чувство како горда режисерка, може да се каже, после се што се одржа таму? Па ја можеби очекував дека ќе добиеме некоја награда, да, меѓутоа 3 дека ќе добиеме, тоа беше вистинско изненадување. Даниел доби за главна машка улога, најдобра главна машка, да. Добро, кои се останатите две? Споредна машка улога, Никола, да го поздравиме. Така. И споредна женска улога, Тамара, исто да ја поздравиме. Добро, колку актери имаше вкупно, кои се играше и какви улоги всушност имаше секој од вас во представата? Сме 7 души во представата. 7 души сме и темата е театар и што всушност се случува во еден театар за да се припреми една представа. Всушност и животот во позадина на... Точно, тоа што не го гледаат гледачите всушност. Да им доловиме малце што се случува. Значи имаше режисер во театарот, тоа бев јас. Имаше драматург кој сака да си ја продаде својата драма нормално. И имаше глумец кој треба да биде вработен за главната улога. Во меѓувреме имавме другите што беа, исто така беа овие улоги, но тоа го направивме малку да биде како представа во представа. Да, представа во представа, да биде по-комично, они да не представуваат нас. Така да вмешавме и драма и комедија, така да игравме со чувствата на гледачите. Читав и јас дека ова е представа во представа, односно спој од две дела. Чија беше идејата токму овие две дела, односно ќе кажеш и ти повеќе за кои дела се во прашање и кои автори, зошто баш тие се споиле? Па, кога се спремав за оваа сезона, 2023-та, читав многу текстови, меѓутоа актуелно беше, барем во нашиот театар, колку многу и надворешни случаи се случуваат. Не е само уметноста, не е само представата, него и многу позадински работи. Не знам, се дели простор и така натаму. И најдов на всушност две исти дела, кои се збори за режисер
и за работата, неговата обемна работа што ја има, неговиот помошник, драматург и актер. Едниот текст е да разговараме како уметник со уметник од Леонид Зорин, да. Напишана е, тој е азербејџански писател, напишана е во 1987 година. И сега многу брзо најдов слична тема. Представата се викаше "Драга, не слушам што зборуваш кога во каната тече вода". Да. Тоа е од американски автор Роберт Андерсон. Таа е напишана 1967 и ми беше интересно како двајца различни луѓе напишале скоро слична тематика. Од различни краеви на светот, тотално, да, и можеби други не ни времиња. прочитале еден за друг, да. И решив да ги спојам, така што едната представа ќе биде нели секојдневието нивно, а втората представа ќе биде проба всушност. Проба. Така, вие сакавте реални ликови всушност да представите и секоја улога имаше всушност парче некое во себе од оние луѓе кои што навистина се самите актери надвор од театарската сцена. Со какви проблеми или предизвици се соочуваат актерите секојдневно? Ете во реалноста, да кажеме и од ваше искуство. Па прво е каква улога ќе ти се додели, каков текст ќе се падне, дали тоа е добар, дали е лош. Може едно мислење да има режисерот за текстот, може да има глумецот сосема друго мислење за текстот. И за самата улога дури. Може да ја сака оваа улога, да му биде оваа улога доделена, да не ја сака улогата. Да, имаше така. Да, и дури цела представа како да мораше да ги убедувам. Да. Како се решава тоа? Со убедување, со раскажување, со обојување. Да, со некако некој компромис. Лажење, условно. Да ги залажам, да ги воведам. Умилкување, за да се компромис некој, да. Седнуваме, зборуваме што не ни се допаѓа во текстот, во улогата и додаваме ако е плитко напишана, да кажам, самата улога и додаваме по-богат, по-длабок живот за да има малце што повеќе да се прикаже. Така. И така со разговор, со компромис, со цакање, со неќање се постигнува. Маја, дали според тоа е всушност и умешноста на еден актер, доколку нешто не му се допаѓа, но да го изнесе на највисоко ниво и да го одигра перфектно. Дали тоа е талентот тука се гледа? Да, секако. Ние работиме на тој принцип да не мора да се водиме по сценарио или по некакви рамки, него е оставено на слобода на актер да се изрази, може и да импровизира, сега нормално да се задржи некоја граница во која што се движи самиот напишан лик. Меѓутоа, многу подобри ликови, тоа сум го сфатила, многу подобри представи се на крај се завршуваат кога актерите се оставени слободно да растат, да се развиваат, да се представуваат. Што значи како режисерка дозволуваш импровизации? Да. Па ја мислам и дека тоа е мојата работа. Јас почетната каписла нели ја поставувам, ја отварам и заедно разговараме и изнајдуваме многу поинтересни решенија, можеби него ли мојата прва замисла. Така се случи и со оваа представа. Со драги уметници. Да. Комична содржина со криминален крај? Да. Како е овој пресврт од комедија на криминален крај или трагедија? Всушност така завршува или не? За кого како? Зависи која гледна точка. Завршува спойлер го направам? Не, добро. Кога можеме да ја гледаме? Тоа ќе ми беше следно тогаш да прашам, бидејќи нели сега е лето, дали правите некои паузи или од есен може пак, како ви е планот или репертоарот за сега се спремаме за фестивали. Тоа ни е целта и во Македонија и во странство. Мислам моментално за Србија и за Босна. Така да, така ќе ни биде исполнето летото, а може секако од септември да имаме реприза уште една кај нас.
Добро, а каде ќе бидат поточно, нели кажавте Србија, Македонија, Босна, но и низ Македонија, во други градови исто ќе може да ја погледне публиката? Во моментов, па сега немаме повратна да не јас зборувам на празно, меѓутоа мене целта ми е да настапувам затоа што е многу важно да излеземе од границите на нашата комфортна зона. Нашиот театар е во автокоманда и тоа ни е матична сцена и ние можеби пред 6 години последно настапувавме и МКЦ и КИЦ. Меѓутоа во последните години си настапуваме на нашата матична сцена. Да, од каде што можат и фотографии да погледнат и публиката секако нели од единствено така излез од автокоманда ни е посета на фестивали. И затоа е многу битно да и ланска година посетивме нели фестивали и настапи и заклучивме дека и ние како уметници, актери растеме многу повеќе затоа што и публиката реагира многу поразлично него ли. Да, како реагира во странство? Има ли интерес повеќе отколку тука? Каква е културата таму за овие представи, алтернативни театри, дали ги поддржуваат? Јас сум бил само на еден фестивал во странство, беше Србија, Добро. Прокупле, всушност. Тој беше на Ниш фестивал, но се играше во Прокупле поради други причини. Ние конкретно кога игравме беа публика средношколци, така? Повеќе. Беа така раздадени карти по средните школи, така да беа средношколци, сега помлада генерација колку не разбра дека ние на македонски кој не разбра, имаше пошто тогаш настапивме со комедија, имаше во секој случај смеење. Него најинтересно и тука кога играме не само во странство, секоја публика, еве конкретно кога играме комедија, се смее на различни работи од текстот. Тоа што на пример било смешно за скопската публика, да кажам, ќе отидеме во Кратово, нема да биде смешно, оние ќе се смеат на сосема трета работа. Навистина. Тука никој ништо не се смее. На што се должи тоа? Имате досега простудирано феномен? Дали е возраста на публиката или не спаѓа возраст? Различни секојдневија во секој случај. Да. Средини различни. Да, кој со каков хумор е растен, не знам, можда по различни градови различен хумор. А во Кочани, како бевте таму пречекани? Што велеа таму за представата? Како ве доживеа? Стварно беа сите изненадени и ужива во нашата представа, и пошто они таму што беа другите ги имаат гледано и сите други представи што беа таму, стварно ни кажаа дека ние сме биле најдобри. Така. Скромно. Едноставно, пошто тикам, ние не ги гледавме другите, па не можевме да кажеме што се случува, но тие ги гледа и стварно ни кажа најискрено дека стварно највеќе уживале во нашата представа. Што за вас е најголема награда? Дали токму наградите што ги освоивте од жири комисијата или пак смеењето на публиката, аплаузот? Што ве прави најстрекни после представа? Наградите во секој случај. Ама непосредно за време на настав, нормално дека аплаузот, насмевките. Да, многу а после наградата е само, знаеш. Јаготка на прво, да е. Може да се каже. Во секој случај тоа публиката имаше дури делови кога аплодира во сред представа. Уште не беше завршена представата, добивавме на некои сцени аплауз и тоа е стварно преубаво чувство. Гледаш дека е тука публиката, дека ја интересира, дека е присутна и дека и се допаѓа тоа што го гледа, така да. Поготово кога е комедија, кога ги насмееш. Дали има и нови млади актери кои што се талентирани и се заинтересирани за алтернативен театар? Каква е ситуацијата во Македонија за алтернативните театри? Според вас? Има заинтересираност. Што е предноста на еден алтернативен театар во однос на другите? Затоа што е отворен, затоа што е достапен за сите, нема граница некаква за години, нема граница за едукација. Битно е само да имаш дисциплина, да сакаш да си театарски заљубеник и да сакаш да учиш нови работи. И има многу заинтересираност. Сега, од секогаш било проблем и веројатно и ќе биде одливот на таленти. Затоа што ние се сретнуваме со многу талентирани луѓе, ќе дојдат, ќе имаме супер сезона, меѓутоа, затоа што не име кариерна одредница,
ќе решат нешто друго во својот живот, да се иселат, да се запишат нешто. А што работат најчесто, ете, од кој тип на луѓе ви доаѓаат најмногу во театарот, Чекори? Сите. Има диаметрално спротивни професии, скроз различни? Да, и медицински факултет сме имале. И па јас технолошко металуршки. Да. Не знам, сега не можам да се сетам, психологија, стоматолошки. Да, економски. Да, економски и така. И што велат, зошто не им е ова примерна професија? Зошто не се занимаваат? Мислите дека се плашат или ради ситуацијата во Македонија општо со актерите? Дали сметаат дека во нешто друго би биле поприфатени или повеќе платено, можеби? Која е причината? Мислам дека тоа е најќе сигурност. Затоа што за да успееш како глумец, поготово тука кај нас е ставно тешко и мислам дека тоа е најќе сигурноста и повеќе се одредуваат за тие некои посигурни професии, а ова го гледаат како издувен вентил, буквално. Доаѓаат да се Ма треба и храброст. Да се опуштат, да. Тоа е многу посигурно се чувствуваат вамо, немаат храброст да се откачат од тоа и да се посветат комплетно на глума. И така да повеќе го гледаат како рекреација. Така, но секако и да сакаат, нема секоја улога или приемни испити или уписи, да речеме, на Драмската академија. Нели на повеќе, на неколку години ги прават. Конкретно за глума е на 2 години. На 2, знам, оваа година има, така да следната нема да има. Така, порано мислам дека дури беше и на повеќе, на 4, ако не се лажам, или имало периоди кога било Па зависи порано, која но катедра, да. веројатно да, сега е така. Маја, како режисерка, еве, можеш ли да се присетиш на некоја интересна, комична или непријатна ситуација, дали додека траела самата представа или во позадина, нели, оно што го пишувате во представата, позадинскиот дел? Нешто интересно, анекдота, еве, да споделиш со публиката. Ќе спойлер ќе кажам ако кажи. тој момент. Имаше еден актер што сакаше да го убие својот лик. Добро, така. Поздрав до Марко. Сакаше да го убие. Секоја проба смислуваше нови начини како може да се заврши животот на неговиот лик. Дали го мразеше самиот лик поради тоа каков беше во представата, не му се допаѓаше или? Он едноставно сакаше да умре на сцена. Тоа му беше да го измислуваше милион начини он како на крај да излезе и да умре на сцена. И никако не го направи. Да, не се, мислам, ние оставивме да пробаме, да видиме како ќе изгледа тоа. Не изгледаше убаво и така да можеше да се тргне тоа. Тоа е една од посмешните. Да. Или гафови со текст, исто се случува многу. Дали е тоа потежок дел во тој процес на проби подготовки, да се научи текстот, или е тоа всушност најлесниот дел? Бидејќи актерите вообичаено велат дека е тоа најлесниот дел, иако можеби на многумина им изгледа дека е тешко да се научи сето тоа напамет. Што би рекле? Тоа е на тие што им е тешко, всушност тоа пробуваат да го научат на памет. Да. Текстот во глума не се учи на памет, него едноставно прво треба да го сватиш текстот што сака да каже писател, што се вика. После тоа да си го сватиш твојот лик што сака да каже. И откако тоа ќе го научиш, буквално не ти треба текст. Него едноставно знаеш што сакаш да кажеш и можеш и импровизации милион да се прават да бидат во лик. Да знаеш во секоја ситуација што, зошто, како и што се случува во таа ситуација. И тогаш само тоа белешки буквално може да ти помогнат само да те потсетат што сака да ти каже ликот. И го врзуваш со игра, нормално. Да, мускулна меморија, значи текстот и телото секогаш се поврзани и памтиш и со ова дејство што треба да кажам, со тоа дејство што треба да кажам, така да тие што го совладале тоа и на тој начин му пристапуваат на текстот, им е најлесен дел текстот. А тие што го учат на памет, како да е лекција, да кажам, на тие ми е најтешко. Да, треба да е најлесен дел во принцип учењето на текст. А доколку се случи некој гаф, како што спомна Маја, некоја грешка на сцена или нешто, дали некој ви суфлира од страна или едноставно тоа си проаѓа незабележано од публиката, бидејќи само вие знаете всушност? Да,
Има и суфлер, Има суфлер, да, во секој случај не препуштаме ништо на случај, да. А мене искрено многу поинтересно ми е кога ќе се случи нешто надвор од текстот, затоа што ќе биде нешто ново. Даниел ги предизвикува всушност таквите ситуации. Да, ја обожавам. Пошто првата премиера на оваа представа не беше во Кочани, и таму, пошто сепак беше фестивал, имаше жири, таму рековме ајде ќе бидеме поозбилни. Добро, успеа ли тоа? Успеа, да, бевме озбилни, беше све како што треба, однака по текст. Но кога игравме тука кај нас пред наша публика, реков јас сега кај направам лом, да биде малку интересно. И вметнував интерни шали, излегував од текстот, импровизирав. Сакам, намерата ми беше да ги насмеам тие на сцена, да видам како ќе се снајдат. И така да мене лично ми е многу поинтересно кога ќе се излезе од текст, затоа што се случува нешто ново. Не нешто што милион проби назад и веќе ти станува монотоно. Ја лично сум таков на сцена и ностоп и викам на другите, дајте, правете ми мене некој сопки, нешто пробувај да ме насмееш, ама не ми прави. А имаш потешкоти и можеби подоцна да излезеш од ликот, ако некогаш повеќе се соживееш и да бидеш во филм, речеме, цел ден или цела недела да ти трае месец дена, колку веќе траат проби, подготовки, да не можеш едноставно да се одвоиш од она што го играш. Да. За мене е тоа проблем, затоа што влагам малце подлабоко во ликовите. Можам јас да кажам пример. Кажи го. Да, ете Маја на страна, кога гледа, повеќе можеби може да. Спремавме за 27 март, денот на Светскиот ден на театарот. Представа Клучот. Даниел играше истиот лик, ама голема трансформација. На почеток беше повлечен дечко кој кога е во нелагодни ситуации дтка од незгодност. Добро. Даниел почне и во приватен живот да дтка. Навистина тоа е баш, мислам, интересно и ретко кој го правел. Не сум слушнала вака досега некој да продолжи во приватниот живот. Да, па се тоа до самиот пристап и техниката, секој си има различна техника на влегување во ликот. Јас сакам така малку да претерувам, да станам ликот. Имаш забелешки од блиските, коментари за тоа или навикнати се? Знаат што може да очекуваат? Уште сум немал до толку тешка улога за да ме мрдне, онако Џокерот од Бетмен да бидам. Добро, тоа е веќе... Кога ќе дојде тоа, верувам дека мајка ми ќе сака да ме убие и слично. Ама уште не сме дошли до тоа. Или ќе сакаш ти да го убиеш ликот како твојот другар од театарот, Марко? Марко? Не, јас ги обожавам ликовите. Нема шанс. И јас, за да се спремам за тоа дткање, дткав и надвор пробите. Така и кога треба и кога не треба. Да, за да ми влезе тоа дткање како што треба, да ми дојде природно. И пошто, окей, испадна супер, имаше дури и ситуации кај што не можев да го кажам зборот, каде што верглав, онака... Тоа се ни сметаше за другиот лик. Да, пошто одма после таа представа ние почнавме со проби за оваја и јас и него го дткав. Се уште не ми беше излезен. Така продолжи во тој филм. Мене ми е многу драго што бевте мои гости, за жал ни истече времето, но ве чекам повторно за некоја следна представа или нова награда што ќе добиете. Имајте убаво исполнето лето со представи кои што веќе ги најавивте дека ќе ги има и по фестивали. Фала ви на поканата. Да, фала ви на поканата и вие посетете на нас на представата за да видите зошто е криминален крај. Така би дошло, да, ме интересира сега ме копка крајот. Ние продолжуваме со музика, односно Владо Јаневски и веднаш потоа одиме со советите за здравјето.
Почитувани гледачи, продолжуваме со делот наменет за здравје. Што значи здрави заби и нивно негување уште од мали нозе? Колку е важна посетата на стоматолог? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Ивана Попјанева, стоматолог во приватнава здравствена установа Доктор Јаневи. Доктор Јанева, добре дојдовте во магазин Здравје. Фала, пред се фала на покана, поздрав до гледачите, до редакцијата. Многу интересна тема, кариес секако важна, посебно за децата уште од мали нози. Еве за почеток да започнеме. Кога доаѓа до појава на кариес? Вак, како вовет, уште со појава на првото запче, уште во доенечка возраст, комбинирано со внесување на внесување на цврста храна кај доенчињата, комбинирано со несоодветна орална хигиена, доведува до појава на наслаги, професионално плак, кој подоцна доведува до појава на кариес. Тука како најважно прашање, кога пациентите треба да посетуваат стоматолог? Што порана посета на стоматолог со повеќе превенција на кариесот? Знаат ли родителите што значат тие бели точки на забите што се појават кај децата и кога да побараат всушност помош за тоа? Вака, тие бели точки во некои литератури познати како бели петна, професионално макула алба, тие представуваат деминерализиран слој на забите, на глекта, на емајлот. Може да се појават на сите заби, на сите површини, но најчесто тие се појавуваат на вратот на забот, односно под розевиот дел, под непцето, под генгивата. Што значи ова? Родителите веднаш што ги приметат овие бели точки, треба да го посетат стоматологот, да се јават, да се закажат термин. Зашто? Затоа што овие бели точки представуваат едни прекариозни лезии. Значи, за терапија нивна се користи неинвазивен метод. Што значи тоа? Не треба стругање, не треба реставрација. Целосно безболна терапија. Во овој деминерализиран слој, во овие бели точки се губат самите минерали од што е создаден забот. Значи, калциумот и фосфатот. Како терапија нивна, стоматологот во неколку сесии ги премачкува забите. Целосно безболно, не е горшлива таа паста, тој гел, напротив, сладок е, што значи пациентите дури го сакаат, не го одбиваат, а тоа е многу значајно, зашто чим веднаш се примети, терапијата неинвазивна. Доколку не се реагира на време, оваа бела точка преминува во црна точка. Таа црна точка ќе премине во шуплина, во кавитет. Тој кавитет, кога ќе дојдат пациентите, значи има болка. Таа терапија е веќе инвазивна. Ќе треба да се користат инвазивни методи со стругање на забите, што е доста непријатно за младите луѓе и ќе доведе само до реставрација на забите. Така да, веднаш чим се примети оваа бела точка, многу полесно ќе биде после третманот. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. И сега споменавте, веднаш кога ќе се примета, дека треба да се побара помош од стоматолог, меѓутоа што правиме со стравот и кај родителите и кај децата, колку тој страв и неодење кај стоматолог на време, всушност и причината многу повеќе да дојде до расипување на забити, како тој страв да се преброди? Секој има страв, возрастни, млади, значи од стоматолог општо познато е, ретко кој нема таков страв. Секој пациент, посебно малите пациенти, се посебни индивидуи, посебен пристап треба веќе чиме настана тој страв да се искорени. Што значи тоа? Редовни посети на стоматологот. Кај деца посебно што имаат страв од стоматолог, да се доаѓа на контроли, значи почести контроли. Пријателски стоматологот се поставува. Доста од децата веќе се свесни, треба да им се објаснат причините, последиците, ако се поправа и ако не се поправа тој заб. Но тука сакаме да обрнеме внимание повеќе на превенција. Чим кога стравот е настанат, веќе многу потешко и подолго треба да се надмине. Но превенцијата, веќе релевантни списанија магазини, препорачува првата посета на стоматологот да биде околу 1 година. Што значи? Малото дете, малтене бебе, да се запознае со самиот стоматолог. Со мантилот што го носи, нели, стравот од бел мантил,
Со самата миризба на стоматолошката ординација, ние користиме различни реквизити на пациентите да ги забавуваме, дали било голема четка, па да им се објасни како се чистат зъбите, се полнат ракавици со воздух, се даваат сисалки, да им биде интересно да се запознаат. И тука најважно е посетата, колку таа треба да биде. 2 пати годишно да се носат детето на стоматолог. Во тие 2 пати годишно треба да се диагностицира брзо, ако има некаков проблем за балото, санацијата на забалото е после со неинвазивни методи безболно. Секое дете, тврдам, што посетува стоматолог 2 пати годишно, нема во животот да има проблем ниту со зъбите, ниту со страф од стоматолог. Рана диагностика, полесен третман. Меѓутоа, што со оние што не го применуваат тоа, не одат редовно, односно стравот преовладува и покрај тие нели апели да се оди на време. Ќе се работи со пациентот. Многу трпеливост спрема детето, во зависност од каков тип на дете се работи, кај некој повеќе, кај некој помалку. Тука и родителите како доста битен фактор, треба и со нив да се работи, од дома да зборуваат со детето, колку е важно зъбите да се зачуваат на устата, колку се тие важни, дека млечните зъби се исто толку важни колку и трајните, тие ги чуваат просторите за самите трајни зъби. Секое доаѓање на посета, значи и на плашливите деца, прво да биде безболно. Прво да се објасни што треба да се работи, неколку пати, ако треба секоја недела да се гледа, дали било по неколку минути, по пола сат, сат, да се објасни, да се запознае. Кога детето ќе биде спремно, без да се форсираат децата. Секој форсирање на детето, негативен фидбек ќе биде за детето. И сега, освен кога пациентот доаѓа со некоја акутна болка. Кога ќе дојде со акутна болка, тогаш е веќе лошо, касно, зашто за да се спречи таа акутна болка, треба инвазивен третман, нешто поголема болка за да не го боли на крај. Но сепак и тоа се поминува и пак се пробува да се доаѓа, да се чести тие посети на стоматолог, за да не дојде до таа оток или различна болка од зъбите. Знаеме дека млечните зъби нели се менуваат. Меѓутоа, што кога кај децата веќе ќе дојде до расипување на оние трајните зъби? Значи, до расипување на трајните зъби. Значи, тие сите знаеме, значи млечните зъби се исто толку важни колку и трајните зъби, но веќе кога ќе дојде до расипување на трајните зъби, мора брзо реагирање. Што значи тоа? Значи, веднаш родителот чим ќе примети, прво, збориме за превенција. Кај трајните зъби, како и сега знаеме сите и во упис на школа во прво отделенче, ти треба потврда од стоматолог дека сите зъби се санирани и залеани. Прво ќе почнеме од превенцијата. Залевање на зъбите е задолжително. Зошто? Со тоа се спречува таа залевка што се користи, таа е безболна метода, неинвазивна метода. Се залеваат зъбите, така наречено се запечатуваат, за да не фатат на одредени предилекциони места кариес. Тоа е најважно. Кога ќе дојде до расипување на трајните зъби, мора да се користи методи за отстранување на кариес и до трајна реставрација. Дали ќе биде тоа со една посета, 2 посети, 3, само целта е да се санира забалото колку што е можно побрзо. Дали кај децата сега се користат анестезии, бидејќи нели како што ни се современува медицината, имаме и се понови анестезии, колку ги се користат анестезиите за да биде тоа безболно? Зошто да не? Значи, ние прво малку негативен фидбек имаме од родителите. Се плашат да стават анестезија на детето, но напротив. Многу ретко, најчесто се плашат од алергии создавање. Алергиите на анестетиците се многу ретки, екстремно ретки. Значи, случаеви, со тоа што ние ги советуваме родителите, значи да се надмине тој страв. Алергија многу ретко, сепак имаме и терапии за алергија и ние како стоматолози прво ставаме малку од анестетикот, за да видиме дали ќе има некаква реакција, но поправање на зъбите со анестезија треба да биде во редовна пракса. Никој од пациентите не треба да чувствува болка кога ќе дојде на стоматолог. Како и малите деца, така и возрастните деца. Секоја болка доведува до недоаѓање на стоматолог. Совет е да се бара анестезија, посебно за санација на трајните зъби. Меѓутоа, претпоставувам како и што спомена, дека сепак може да имаме случаи кои што се алергични, односно не може да примат анестезија.
Во тој случај ќе мора колку толку да ја трпат болката. Колку толку да ја трпат. Се препорачува кај пациенти што не сакаат анестезија, тие санацијата на забавото во неколку сеанси да се изведува. Што помалку болка во една сеанса, за исто така да не се развие фобија од стоматологот. Така. А пред да продолжим, имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Имам 8-месечно бебе. На педијатар прашав како да ја одржуваме забната хигиена, меѓутоа таму ми рекоа дека ништо не треба да правам. Ќе може ли докторката убаво да објасни какви цветкички треба да се купат, какви пасти да се користат и лично да ми даде едно целосно упатство како да се грижам за оралната хигиена на бебето? Така, јас ви благодарам за јавувањето, вие имаме убаво прашање конкретно за 8-месечно бебе. Она што го споменавте и на почетокот, дека на првата година треба да се посети стоматолог. Оралната хигиена се практикува уште од никнување на првото запче, па дури препорачуваат уште пред да никнат забите. Зашто? Зашто со самата храна, самото млеко се задржува на непцето и на забите. Оралната хигиена во доенечка возраст се изведува со тоа што на прстот на родителите се навлекува една стерилна газа, се натопува обавезно. Таа препорака да не се чисти забето на доенчето е погрешна. Значи мора да се чистат забите првично, тоа е многу мало за користење на каква било четка и паста со флуориди. Во Македонија најмногу имаме пасти со флуориди, со тоа што со самото ставање на газата, родителот, мајката го чисти не само забот, туку и цела орална празнина ја чисти. Колку што е можно тоа да се изведува навечер, на сабајле, после јадење, колку Дали тоа секој ден треба да се практикува? Да, како што се јаде секој ден, така се чистат и забите секој ден. После сега веќе кога збориме за оралната хигиена да продолжиме. Значи после тоа кога ќе порасне малце детето, значи има различни надпрстоци кои што се ставаат на прстот на родителите, што имаат влакница. Може и со тоа да се чистат забите. Потоа има во продавница глодалки, кои ќе почнат забите да го чешаат, да му растат. Со самото тоа исто? Со самото тоа има глодалки кои што специализирани, има влакна на самите глодалки, исто така тие бебето ги грицка детето и исто доведува до чистење на оралната празнина и потоа детето кој ќе биде малце посвесно, да може да се објасни начинот на четкање, да се внесе четката во оралната хигиена. Така, јас се надевам дека нашата гледачка е задоволна од одговорот. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Во програма сум? Да, во програма сте, повелете. Едно прашање. Ние имаме 13-месечно бебенце. Сега сакам да прашам докторката, немаме се уште ни едно запче. Дали е некаков проблем или има уште простор да почекам уште некој месец? Така, јас ви благодарам за јавувањето. Значи, млечните заби растат околу 6-тиот месец. Значи, на доенчето. Најрано може околу 4-тиот месец, а тука негде касно веќе сметаме 1 година. Препорака е до пациентката да почека, затоа што веќе тие граници во последно време се доста изместени. Така да пациентката треба да види дали тоа место му е набабрено малце, дали детето е нервозно, најчесто тие се нервозни кога им расте, плачат, секрецијата е многу зголемена, тие се лигават, мајката и ги зимаат рацете да и ги гризат, самите раце ги гризат. Да се почека уште барем 2-3 месеци да се види, потоа да се побара некаква консултација. Меѓутоа не е страшно како што праша нашата гледачка. Не е страшно. Важно е детето, дали има некои општи проблеми, да се увиди тоа. Ако детето е здраво, нема простор за загриженост. Да, може уште малку да почека. Имаме уште еден гледач на линија, повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Да прашаме докторката за нашето внуче. Повелете. Стоеме у млечното запче, а врз него излава тука негде треполи, како доваѓа четвртото, што го вика ночното запче, врз него излава другото. И сега тоа не се расплати да го извадеме. Сега како, што да направиме совето докторката? А колку години ви е внучето? Па 12 години. 12 години. Така, ви благодарам многу за јавувањето. Значи, кога излегуваат трајните заби, почнуваат млечните заби да се луксираат. Значи да се клатат народски.
Сега, забот, доколку излага трајниот зап на право место, значи нема да има проблем во вадење на млечниот зап, дури пациентот по некое време самиот ќе го извади. Но, доколку правецот на трајниот зап го промаши, каде што е млечниот зап, значи излегува на атопична позиција, неправилна позиција. Треба да се извади млечниот. Треба да се извади млечниот, затоа што се уште има корен, што е доста долг и треба веќе тука стоматолог да го екстрахира тој млечен зап. Значи во секој случај мора да посетат стоматолог да се реши проблемот со млечниот за да може трајниот да излезе. Так. Доктор Јанева, колку сега зборувавте нели како треба да се чистат после јадење, од кога треба да се почне, меѓутоа колку лошата исхрана, нели она брза храна, чипсови, многу други работи влијаат да дојде до расипување на забите? Храната како етиолошки фактор е број 1 заедно рака под рака со оралната хигиена, посебно простите јаглехидрати. Простите јаглехидрати во вид на благо што го кажуваме, посебно лепливите, дали е тоа карамелизирана бомбона или лижавче со многу долго време се држи во устата. Или смоки. Смоки, скриени шекери како во чипсови, тие доведуваат до брза деструкција на забите. Ние не можеме на родителите да им кажеме целосно да се исклучи таа исхрана, но сепак даваме упатство и кога да се користи. Фреквенцијата на давање на прости јаглехидрати да се сведе на минимум. Препорака е јаглехидратите, благото да се дава после главниот ручек. Зошто? Саливацијата, количеството на плунка тогаш е најголемо после јадење, со тоа што и само чистење на устата тогаш е најактивно. Благо да не се дава пред спиење, дали било тоа попладневна дремка или навечер. Затоа што само обратно пропорционално, кога спиеме, само чистењето на устата, односно количеството на плунка е најмало. Така да, фреквенцијата на таа храна да биде се помалку и да се дава во одредени периоди. Меѓутоа и колку пиење на сокови кај мали деца исто така може да влие да се прават такви наслаги. Вака, соковите исто така влијаат, но тука ќе потенцирам за оние засладени пијалоци што ги даваат во шише кај денчињата. Тие исто така доста предизвикуваат, посебно на тој циркуларен кариес. Значи, кога ќе се разбуди детето навечер, посебно некој доенче, да не се дава засладен сок или во млекото шеќер да се става, тој навечер да го пие. Кариесот, инциденцата кај овие деца е најголема и таа деструкција е многу брза. Значи, од едно запче на друго запче, посебно кај засладени пијалоци во шише што се даваат. Еве сега кога веќе ни објаснивте нели колку се храната може да прави проблеми и кога најчесто нели доаѓа до создавање на кариес, да ни кажете сега како да ги четкаат забите децата, од кога да почнат. Еве и вие споменавте, имаме ние голема палета на пасти за заби, на четки, меѓутоа како родителите да ја изберат вистинската за кога децата треба да почнат со тој процес. Пред да одговорам на ова прашање, сакам уште нешто да напоменам до мајките, до идните мајки, посебно оние кои имаат доенчиња, цврста храна да се воведе што е можно побрзо. Што значи тоа? Да не се пасира и да блендира, како што прават некои мајки до 2 години, до 3 години. Тоа е многу погрешно. Колку порано се воведе цврста храна, толку поздраво забало. Значи, цел мастикаторен апарат се развива. Не само самите заби, се развиваат и вилиците подобро. Што значи тоа? Доколку е пасирано, не може да џвака. Не може да џвака, само голта и тој систем, стимулација на забите, не доведува до стимулација како на растење на вилици, така и на самото оформување на мускулите за џвакање. Тоа сакав да го напоменам како еден совет за младите родители. Хигиената на забите, кажавме, се изведува уште во првото, приникнување на првото забче, со стерилна газа, може со надпрсток со влакна, со глодалка. Детето, апел до родителите, на секое нивно чистење на забите, малите деца да ги гледаат, да го прават тоа интересно да им биде. Дали со некоја нивна омилена песна, дали да ги земат омилените играчки, па да им ги четкаат и на нив забите. Тоа да биде интересно и да не се форсира четкањето толку на забите. Самото дете ќе го прифати тоа. Потоа за четки. Четките, значи да биде четка што е за нивната возраст со повеќе влакна
да има и меки влакна да има. Без разлика дали е тоа електрична четка или обична четка. Четкањето со четка е најважен предуслов да се нема кариес. Пастата е добро да се користи и таа да биде соодветна на возраста. Значи да се гледа возраста, односно количеството на флуориди што го има во пастата, тоа е најважно. Се четка од 2 до 3... Треба да има повеќе или помалку? Во зависност од возраста. Значи, тука е предвидено во самите пасти колку и да голтне, да ја голтне пастата, да нема никакви Но тоа сакам да ве прашам, децава сепак се малини или не може да знаат, може секако да дојде и до голтање, меѓутоа Сигурно доаѓа до голтање, но за тоа количеството на флуориди во пастите е според возраст. Не се нанесува голем слој на паста, само како еден фил врз пастата, како ќе подпорасне детето, тогаш како зрно од грашок се нанесува. Прво пастата, кога се става на четката, се нанесува прво пастата на сите заби. Се почнува од напред, значи предните секачи, одиме кон канините, односно кучешките заби, па лево, десно и после од внатре да не се заборава и јазикот да се исчетка. Начинот на четкање, техника на четкање. Кај малите деца оваа техника е малку по, да кажам, едноставна, со тоа што за горните заби се препорачува четкање од горе надоле, односно како паја дождот. Так. Од розевото непце надоле, додека од доле како расте тревата, од доле нагоре. И со препорака на, ако може, кружни движења да прави. Тоа се препораките, лесно е за четкање на забите, да не се прави лево, десно или така хаотично, него ова е многу интересно за објаснување на самите мали пациенти. Так. Доктор Јанева, времето од денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка и што ги споделивте овие совети кои што се надевам дека ќе им бидат од корист пред се на сите оние млади родители, оние кои што имаат мали деца, да знаат како да се одржува оралната хигиена и да не мора толку често да одат на стоматолог. Фала на покана, поздрав до гледачите. Она што сега следува е блокот реклами, па се враќаме во студио. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.